Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на радио Глас на надежта. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо во студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на радио Глас на надежта. Се гледаме. Почитувани гледачи, добро утро и ова понеделничко утро. Денеска сме 24. октомври 2022 година, понеделник. Срдечен поздрав од студиото на радио Глас на надежта. Ја следите емисијата Добро утро, која се емитува секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. И денеска ќе се дружиме и ќе ги споделиме содржините кои ги приготвивме за вас, почитувани гледачи. Денеска во Кавадрици 8 на релативно свежо утро, но сончево. Денешната прогноза гласи на ниво на целата наша земја, на Македонија, од 3 степени наутро до 11, тоа ќе биде утринската температура, а во текот на денот ќе имаме релативно висока температура или температури од 21 до 27. Како што најавивме во минатата емисија, значи ова седмица од сабота, недела, понеделник, па се тамо некаде до среда, четврток, ќе имаме високи есенски топли температури. Значи, денеска ќе имаме претежно сончево и релативно топло со слаб променлив ветер наутро со услови за слаба магла по оделни котлини. Претежно по реката Вардар ќе има малку и магла, но како е да е, слична температура ќе има и во Скопскиот регион и во останатите делови на нашата земја. Да ги скористиме овие топли есенски денови, зашто пред нас е секако и зимата која полека ќе ни дојде. Овие високи температури ќе ни помогнат да заштедиме и од дрвата кои ги користиме, или нафта, или пелети, се зависи што користите, или струја секако, но сето тоа е доста скапо по буџетот на граѓаните и затоа овие топли денови се добре дојдени. Што се однесува до Автомотосојузот на Македонија, и денеска тие јавува дека сообраќајот на државните патишта се одвива непречено по суви коловози, но секогаш е потребно е внимание од страна на возачите кога седнуваат зад воланот, бидејќи секој возење е мал предизвик, така да бидете внимателни тамо каде што има одрони, посебно значи на оние патишта на делниците Катланово, Велес, Маврово, Дебар, Струга, Виница, Берово и Кочани, Делчево. Бидете внимателни во градските средини, каде што фреквенцијата на пешаци е поголемо, зголемено е, посебно на пешачките премини, каде што поминуваат децата во близина на школите или училиштата, така да бидете внимателни, почитувани гледачи, односно возачи, кога седнувате зад воланот. И денеска ќе го спомнам тој број што ни е потребен 112. Значи, тој повикувачки број во случај кога ни требат некакви информации, кога е во прашање полиција, можеби противпожарната екипа или некои други итни работи, свртите слободно на овој број за итни повици 112 пуштене во употреба. Тој всушност и меѓународен број го има во сите европски земји, но еве го има сега и во Македонија. Не мора да ги паметиме тие броеви на полиција, на противпожарно, на брза помош. Доволно е да свртите на овој број и ќе бидете поврзани и услужени за вашите потреби. Еве, почитувани гледачи, тоа беа нашите почетни информации. Да спомнам уште дека воздухот денеска или утрово во Кавадарци е релативно чист, така да може да слободно излезете во природа, да прошетате и да уживате се уште во топлото сонце. Одеме сега со песна. Reci
После ова песна се враќаме повторно во нашето студио. Ја следите програмата во живо. Добро утро, секој утро, односно од понеделник и во петок. Тие два дена ја имитуваме ова наша програма, почитувани гледачи. Значи понеделник и петок со почеток во 9 часот. Следува рубриката читање од Библијата, од псалмите Давидови. Денеска сакам да прочитам два псалма, тоа е број 15 и број 16. Господе, кој може да престојува во Твоето светилиште? Кој може да живее на Твојата света гора? Само тој што непорочно живее, тој што правдата ја извршува, тој што од срце ја зборува вистината, тој што со јазикот не клевети, на ближниот зло не му прави и за соседот лошо не говори. Тој што подлецот го презира, а ги почитува оние кои Господ ги почитува. Тој што заклетвата се ја држи, дури кога тоа боли. Тој што на заем дава, без добивка да бара и против невиниот подкуп не прима. Тој што прави така, ќе се одржи довека. Тоа беше псалмот број 15. Одиме сега на псалмот број 16. Господе, моето наследство. Чувај ме, Боже, зашто кај Тебе прибегнувам. Му реков на Јахве, Ти си мојот Господ, ми нема подобро без Тебе. Се гордеам со благодарните светии, со избраните на земјата. Оние кои трчаат по лажни богови, ки имаат мноштво јадови, а јас наливи од крв нема да им налевам и со своите усни името нема да им го спомнувам. Господе, Ти ми ги припиша наследството мое и наградата моја. Мојот дел е кај Тебе осигурен. Мегите ми се паднаа на красна земја. Моето наследство е чудесна убавина. Ке го славам Господа, кој што ме советува, дури и ноќе срцето ме опоменува. Постојано пред себе Господа го ставам, тој ми е одесно, нема да подклекнам. Поради тоа срцето ми е весело и душата ми се радува, а и телото во сигурност ќе ми почива. Зашто Ти во гробот нема да ме оставиш, ниту ќе дозволиш Твојот светец да доживее распаѓање. Ти ми го објави патот на животот, Твоето присуство ќе ме исполни со радост. Вечни се блаженствата на Твојата близост. Еве тоа беа двата псалма, што ги проследивме, број 16 и 15. Давид овде повторно искажува својата надеж, својот копнеш во Господа. Тој овде спомнува дека оние кои трчаат по лажни богови, ки имаат мноштво јадови, а јас наливи од крв нема да им налевам и со своите усни името нема да им го спомнувам. Нека и во овој ден, почитувани гледачи, кој е пред нас, нашата надеж и вера да ја втемелиме на Господа и на неговите ветувања. Давид заклучува: Ти ми го објави патот на животот, Твоето присуство ќе ме исполни со радост. Вечни се блаженствата на Твојата близост. Нека и денеска Господ биде близок до сите нас. Продолжуваме со песна. Oh,
денешното искуство или денешните вести, почитувани гледачи, ни доаѓаат од далечна Австралија. Насловот е Глад за Христа. Ни го раскажува ово искуство Петар. Кога Петар имал 7 години, го удрил автомобил додека ја минувал улицата на пешачки премин во близина на неговото училиште. Се враќал кон својот дом во Бризбен, Австралија. Тој бил фрлен неколку метри од целината на ударот. Останал во кома 6 месеци. Додека Петар лежал во кома, баба му била исплашена за неговото спасение, па организирала да биде крстен. Следејќи ја својата верска традиција, свештеникот го посипал со вода момчето кое било во кома. Кога Петар се освестил, било јасно дека несреќата влијаела и на неговиот ум. Морал повторно да ги учи основните работи, како што се јадење и користење на тоалетот. Тој исто така се борел со читање и разбирање на она што го зборуваат луѓето. И покрај предизвиците со кои се соочувал, тој бил упорен во совладување и стекнувањето нови искуства во следните 8 години. За тоа време неговата баба понекогаш го носела во црква. Тој сакал да оди во црква, во себе ја препознал глата за Бога, копнејќи да ја задоволи. Кога имал 16 години, ја прашал мајка си дали може поредовно да оди во црква, не само понекогаш во недела со баба му. Мајката се согласила и Петар почнал да оди почесто во црква во текот на седмицата. Во следните 10 години присуствувал на многу богослужби и посетил многу цркви. Се оженил и добил 2 ќерки. Работил како столар кога од еден свој муштерија дознал за адвентистичката црква. Времето минувало, а тој се преселил во куќа која се наоѓала во улица каде што била христијанската адвентистичка црква. Секојдневно, минувајќи покрај улица, размислувал како изгледаат богослуженијата во таа црква. Едно саботно утро видел многу коли паркирани пред црквата, решил да влезе внатре за да види што се случува. Верниците од црквата го примиле Петар со топло добре дојде. Го поканиле да ја проучува поуката во саботношколската класа. Тој запознал нови луѓе. По богослуженијата некој дури и му понудил да го пренесе дома. Петар дошол во црква следната сабота, потоа и следната. Запознав луѓе кои се толку грижливи и љубезни. Тоа е она што ме привлече да продолжам да доаѓам на богослуженијата. Почнал да ја проучува Библијата со пасторот на црквата, додека читал, почувствувал дека неговата духовна глад за правда е задоволена. За прв пат поцелосно го запознал Исуса и почувствувал мир во своето срце. Тој решил да му го предаде своето срце на Исуса со библиско крштевање, потопување во вода. За време на првото крштевање тој бил во кома. Несвесен за тоа што се случува, сега сакал да се крсти според неговата лична одлука. Едно саботно утро, верниците на адвентистичката црква го поздравиле својот нов брат со спонтани овации и аплаузи кога тој излегол од базенот за крштевање. Неговата духовна потрага по Бога доживеала убав крај, а воедно и прекрасен почеток на новиот пат. Исус им порачува на оние кои се стремат кон правдата. Блажени се гладните и жедните за правда, зашто тие ќе се наситат. Матеј 5 глава 6 стих. И тоа беше ова убаво искуство кој ни доаѓаше од Бризбен, Австралија, на Петар, кој на еден чудесен начин го запознал Бога. Исуса Христа историл завет на крштевање како возрасен. Неговата баба
уште мало, додека бил Петар го крстила со потопување, односно со попрескување, кога дошол свештеникот, плашејќи се да не умре, бидејќи детето доживело сообраќајка, било прегазено од автомобил. Но Бог го сочувал и тој како возрасен, кога навистина го запознал Христа, одлучил да се крсти. Тоа е она вистинско крштевање, почитувани пријатели. Возрасен, кога си свесен, кога сам ќе одлучиш. Крштевањето на бебиња не е библиско и тоа Бог не го признава. И затоа, ако сме биле крстени од страна на нашите родители како бебиња, тоа не важи пред Бога. Сега, кога си возрасен, донеси одлука, прими го Христа и направи го тој многу важен чекор, а тоа е крштевање, библиско баптизо, што значи потопување целиот во вода. Одеме сега повторно со песна. Ова утро гостин во нашата утринска програма Добро утро е Тони Станковски, председател на граѓанското здружение Љубезност од Скопје. Ќе поразговараме за активностите на ова здружение и ќе му поставиме неколку прашања. Ало? Ало? Добро утро, Тони. Добро утро. Добре дојде во нашата емисија. Добро утро и благодарам на поканата. Веќе јас дадов вовет, ве представив пред нашите гледачи. Би сакал малку да поразговараме за вашите активности на вашето граѓанско здружение Љубезност во Скопје. Па еве, за нашите гледачи, ова е утринска програма која следат голем број на наши гледачи, помлади и постари, би сакале малку да се запознаеме за вашите активности. Кои се основните активности на вашето здружение Љубезност? Љубезност е здружение кое што помага на социјално загрозени и на бездомни семејства и поединци, и сите активности во текот на годината се насочени во тој правец. Имаме активности каде што се делат оброци на бездомниците секоја сабота во центарот на Скопје, позади спомендомот на Мајка Тереза. Во текот на седмицата исто така посетуваме бездомници согласно нивните предизвици, проблеми онамо каде што живеат, каде што престојуваат. Исто така се посетуваат и социјално загрозени семејства во нивните домови. Се запознаваме со нивните проблеми, предизвици и согласно сето она што ќе се детектира,
соодветно им се помага. Имаме тим кој што е составен од социјален работник, правник, медицинска сестра и сите они даваат соодветна поддршка. Дали е тоа вадење на документи, заглавиле во системот не може да се снајдат, остварување некое социјално право, придружба до некоја институција, пополнување на формулари, придружба до некоја здравствена институција, закажување на докторски преглед, дали е тоа, не знам, нотарски, судски формулари или апликации некои што треба да ги пополнат. Исто така помагаме и во делот на изработка на CV, да можат да бидат, односно да во тој процес посредуваме и во делот на нивно вработување. Затоа што наша цел како здружение не е да ги навикнуваме луѓето постојано на некаква хуманитарна помош, туку да им овозможиме услови и можности да почнат сами да придонесуваат за себе и за своите семејства. Така да тој процес на поддршка хуманитарна, меѓутоа и оваа другата на ресоциализација, реинтеграција, гледаме да го туркаме паралелно. Така. Кажи ни на кој начин луѓето дознаваат за вашите активности? Често пати може да приметиме на телевизија, на овие националните телевизии, кај што ете ти како одговорно лице даваш информации, меѓутоа по широката јавност, луѓе кои може не пратат телевизија на тие социјални мрежи, дали може да дознат за вас? Оваа активност ја работиме од 2013 година, кога започнавме како иницијатива, потоа во склоп на Сдруженијето Поглед кон вистината, каде што во склоп на хуманитарниот дел го работевме истово од тој период и 2015 година се формализиравме како Сдружение на граѓани и љубезност. И за цел овој период сето она што го правиме го објавуваме на нашата Facebook страна Вистински дела на љубезност, каде што граѓаните, јавноста се информира за сите активности. Меѓутоа да, и во овој изминат период медиумската покриеност на нашите активности беше застапена, дали на радио, дали на телевизија, дали некои портали, интернет, така да луѓето едноставно се запознаваа со активностите и на тој начин комуникацијата со нив продолжува до ден денешен. Значи, луѓето кои можат и кои имат потреба, нека се обратат и нека ве пронајдат на Facebook. Добро, едно од најважното прашање можеби во овој разговор, бидејќи вие сте непрофитна организација, како доаѓате до храна и до други потребни средства што ги делите, бидејќи ве самиот спомна дека освен храна имате голем спектар на помош за луѓето во нашата земја? Да, донациите во храна, во хигиена, во облека, во покуќнина, електрични апарати е неминовно овој процес за да може да им се даде помош и поддршка на овие наши сограѓани. До нив се доаѓа на најразличен начин. До 2019 година максимално имавме активности каде што се собираше облека, покуќнина, електрични апарати, каде што граѓаните едноставно не контактираат и имаат нешто да донираат. Некој од нив, не знам, купиле нов стан и ништо што го затекнале од претходно не го сакаат, едноставно бараат да целосно го земеме сето тоа и да може да го донираме. Во тој период од 2013 до 2019 можеме имаме земено или како да кажеме преземено донација во обем на 30 стана, каде што сето тоа што го имаат за донирање можевме да го земеме, да го складираме и соодветно на потребите што ќе ги детектираме, соодветно да им однесеме на семејствата. Меѓутоа, од 2020 година, со почетокот на пандемијата, тие активности малце ги ставивме во мирување, ради мерките, ради тоа што не сака луѓето дома да им се доаѓа. Меѓутоа, продолживме со храна и со хигиена. За целиот период, после 2020, но и пред 2020 година, донациите на храна доаѓа од разни чинители. Дали се тоа индивидуалци, дали се тоа фирми, компании. Впрочем, отворени сме за соработка со сите, дали се работи за граѓански сектор, дали се работи за предпријатија, дали се работи за институции, исто така и за верски организации.
во овој период изминат еве имаме одлична соработка со Христијанската адвентистичка црква, која што во низа наврати едноставно дава голема поддршка во активностите. Пред некој период беше и активноста каде што Христијанската адвентистичка црква донираше скоро 400 килограми храна и заедно со младите од црквата едноставно се поделија на 30 семејства социјално загрозени во општина Шуторизари. Така да поддршката доаѓа од сите страни, сите кои што сакаат да дадат свој придонес и да бидат дел од нашите активности. Така, следното прашање исто оди во таа насока. Ако некој сака од приватните граѓани, на пример, еве ја како семејство, да донирам, како да ве контактирам и дали вие превземете храна така на територија на Скопје? Да, освен она што делиме храна, да кажеме готова, сготвена храна, нели, во саботите, нешто што го презимаме и што го припремаме, нели, ден предходно во петок. Во текот на седмицата, од понеделник до петок, ни се јавуваат индивидуалци, но и, да кажеме, организации кои што после некаков настан, дали е тоа конференција, семинар, средба некоја, вишокот на храна едноставно го донираат, ни се јавуваат и го донираат. Ние ја презимаме истата храна и веднаш ја споделуваме со оние кои што немаат. Така да телефоните наши се јавно познати, на Facebook страната ги има објавено, така да секој еден кој што сака да сподели храна, едноставно може да ни се јави. Има примери каде што и на приватни веселби, средби, настани, еве пример каде што не сакаат да однесат храна, нели, на гробиштата да раздаваат, едноставно ни се јавуваат нас и таа храна ја донираат, наместо таму, нели, ја донираат за да може ние да споделиме со луѓето на кои што им е потребно. Така да секој еден кој што ќе изрази желба да донира храна може да не контактира и ќе се договориме меѓусебно и ќе ја завршиме работата. Така. Добро, Тони, еве полека да го привршиме овој наш разговор. Ти благодарам за учеството во нашата програма Добро утро на радио Глас на надежта. На тебе лично и на вашето здружение ви посакувам успех, понатомошен успех и да имате благослов и радост во вашата работа. А на тебе ти посакувам успешен ден. Благодарам уште еднаш на поканата и благодарам за тоа што ете како медиум давате поддршка на нашите активности, затоа што заеднички можеме да придонесеме и да помогнеме на што поголем број на наши сограѓани. Така е. Пријатно, секој добро. Пријатно. Bože, za malo mira, molim te Bože, za malo sreće, molim te Bože, u ovoj noći stazom svjetla ti me vodi. Vodi me Bože, zvijezdanom stazom, vodi me Bože, sunčanom stranom, vodi me Bože, u luku spasa, da tamo nađem vječni mir. Sve brige svoje tebi dajem, jer samo ti radost dajem. Primi, o Bože,
sreća, ponizno te molim. Dolinom suza prati me Bože, jedina nado i jedini spas. Sve brige svoje tebi dajem, jer samo ti radost daješ. Primi, o Bože, molitvu moju, sve boli moje, život moj. Primi, o Bože, molitvu moju, sve boli moje, sav život moj. После овog била песна, почитувани гледачи, еве неповторно во нашата програма. Поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и во живо следите нашата утринска програма Добро утро, програма или емисија која се емитува секој понеделник и петок со почеток во 9 часу. Следува рубриката Кратка духовна тема. Да се види невидливото. Денеска ќе зборуваме за еден човек, библиски човек, пророк, водач, Божи пријател по име Мојсеј. Принцот бил најпосекуваното момче во царството. Наследник на огромно богатство, образован во најдоброто училиште, интелигентен, со убав стас, силен и пон со харизма, бил најпопуларната личност. Се разбира, некои знали дека тој бил само посвоен син на принцезата. Ја слушнале приказната дека таа го спасила од сигурна смрт, го нарекла Мојсеј, бидејќи бил изваден од вода, од реката. Го посвоила и позајмила една еврејка да се грижи за него, додека тој како бебе требало да порасне и да го дои. Наистина, не било лесно во тоа време, почитувани гледачи, да се стане фараон. Тоа била долга процедура, но Мојсеј станал гордост на царството, одреден да стане фараон, најмокната личност на светот. Значи, за да се биде фараон, потребна е интелигенција, војна обука, социјална и дипломатска обука и религијски упатства. Од сите фараони се барало да бидат членови на египетската свештеничка класа. Ете што го очекувало Мојсеј. Еврејче, кое било фрлено, односно ставено во вода, на то посебно спаковано ковчеже за да биде сочуван, то била Божја интервенција. Секако, бидејќи во Египет фараонот донел одлука сите машки деца да бидат убиени за да не се множат евреите, односно израелскиот народ во египетската земја. Но Господ имал своје провидение и го сочувал Мојсија. Значи, сега ете го нашла ова принцезата, го зела и го посвоила и веќе го приготвувале да биде наследник на стариот фараон. Во текот на неговите најрани години, додека бил со родната мајка Јохаведа, Мојсија научил приказната за единствениот вистински Бог, Бог на своите предци. Гледате како Бог ги направил работите. Принцезата го посвоила, но таа не можел да го дои, побарале жена, ете, ја пронашле Јохаведа, вистинската мајка, која го и доела, но го и приготвувала, го обучавала, го советувала, додека не бил Мојсија повторно вратен во египетскиот двор. Во книгата Патриарси пророци даден ни е еден опис за тоа што се случувало за сцената и како овој млад човек можел да се одврати од таквата навидом блескава иднина. Бог гледал во Мојсеј иден водач на неговиот народ кој требало да излезе од Египет и да се упати кон ветената земја. Иако Мојсеј од страна на стариот фараон бил приготвен да биде наследник, принц, да биде нов фараон и затоа ги посетувал сите познати училишта и факултети во тоа време, но Господ имал своја намера. Еве што пише во книгата Патриарси пророци. Мојсеј имал способности да заземе истакнато место меѓу великаните на луѓето на земјата.
да блескоти на дворовите на тогаш најславното царство и со своја рака да го земе жезелот на неговата сила. Со својата интелектуална големина тој ги надминува големите луѓе на сите времиња. Како историчар, поет, филозоф, војсководител и законодавец е неспоредлив. Меѓутоа, иако сето тоа стоело пред него, тој сепак имал морална сила да ги одбие примамливите изгледи за богатство, чест и слава. И повеќе сакаше да страда заедно со народот Божи, отколку да има преодна, гревовна, како што вели овде во текстот, наслада. Евреите 11:25. Со Божја милост, Мојсей гледал на величествената палата на фараонот и престолот на монархот во нешто многу подобро. Значи, Мојсей тоа не го привлекувало. Тој е гледал за нешто многу поголемо. Тој е сватил вистината која апостол Павле ја изрекол векови подоцна кога напишал: а на сите со откриено лице ја одразуваме Господовата слава и се преобразуваме во ист лик од слава во слава, како што го прави тоа Господовиот дух. И затоа што со очите на верата Мојсей ја видел невидливата Божја реалност, тој верувал во неговите ветувања и го следел. Мојсей денеска е жив на небото. Мојсей можел да биде фараон, но би умрел. Може би денеска кога би заминале во Египет, би пронашле некоја пирамида и таму би го пронашле телото на Мојсей, кој би било балзамирано. Меѓутоа Мојсей гледал за нешто повеличествено, нешто вечно. Мојсей живел 120 години, 40 години во Египет, 40 години во пустината и повторно тие 40 години како водач на Божјиот народ од Египет кон ветената земја. Навистина, Мојсей е една прекрасна личност. Ако денес го посетите Египет, ќе дојдете лице в лице со фараонот во Ројал музеот во Каиро. Познатите фараони лежат во своите ковчези. Меѓу останатите ќе го пронајдете и Аменхтонен II, Тутмос IV, Хатшеспуст. Мнозина смета дека била принцезата која го усвоила Мојсија, и мокниот Рамзес II, познат како големиот Рамзес. Дали некој ще размислувале за тоа каде би бил денес Мојсей ако му го сртил грбот на Божјиот повик и да станал фараон? Веројатно неговото добро зачувано тело би лежело покрај многуте фараони во некој од музеите во Египет. Секако, сртувајќи се наназад, лесно е да се види дека Мојсей направил добар избор, но во тој момент тоа би било толку јасно. Ако бил понесен од она што го видел, величественоста што го обкружувала, богатството, моките која му била ветена, тој би бил најбогатиот и најмокниот човек на светот за некој време. Но сепак Мојсей го одбрало на вечното, она кое не пропаѓа. Иако е донел ова неверојатна значена одлука, Мојсей сепак имал уште многу лекции кои морал да ги научи. Убеден дека Бог го повикал да го избави народот, Мојсей токму тој го направил со своја сила. Знаеме, тој сакал да створи ред, да ги одбрани своите сограѓани, сонародници, и во една прилика, кога видел дека еден од војниците на фараон тепа еден од израелците, тој скокнал и го убива војникот на фараон, и знаеме дека тоа се открило и тој морал да го напушти Египет, и тука почнала неговата историја во пустината да чува овци, и така тој ја запознал својата сопруга Сефора и неговата историја оди понатаму. Кога секојаш Мојсей покушувал со своја сила да направи нешто, тој правил грешки, но кога препуштал во Божји раце, тој успевал и доживел благослов. Така да, еве, почитувани гледачи, тоа беше таа кратка порака од Библијата за големиот принц Мојсей, кој ги напушил сите световни задоволства. Го напушил тој престол кој требало да биде негов, да биде славен. Тој сепак се одлучил за нешто многу пославно, а тоа е вечен живот. Денеска Мојсей е на небото. Според Библијата, според посланието до Јуда, дошол самиот Михаело, самиот Исус Христос да го воскресне Мојсија. Дошол тука и ѓаволот, кој го рекол на Исуса: Мојсија мој, тој погреши, зошто го воскреснуваш? Но знаеме дека Мојсија се покајал,
Bog mu простил и денеска Мојсија горе на небото жив и се надеваме дека еден ден кога и ние ќе бидеме земени, кога Исус ќе дојде по втор пат, ќе може да го видиме и самиот Мојсија. Мојсија се стремил за нешто, како што вели и апостол Павле, во 1 Коринтијаните 2:9, што окото не виде, што увото не чу, што во човечкото срце не дојде, тоа Бог го приготви за оние кои го љубат. Мојсија го љубил Господа и затоа не го остил неговото тело овде во земјот прав да се распадне. Го воскреснал и тој денеска на небото. Но сите ние, ако денеска го одбереме Бога, ако го одбереме она невидливото, како што вели Павле, што око не виде, што уво не слушна, што во човечкото срце не дојде, тоа Бог го приготува за сите оние денеска кои го следат патот, а тој пат е Исус Христос. Исус вели, јас сум патот, вистината и животот. Нека со ова порака, почитувани гледачи, и ние денеска зачекориме да се стреме за она што, како што вели Павле, што не го гледаме со нашите очи, но го гледаме со очите на нашата вера. Одеме сега повторно со песна.
Žive vo mene. Žive vo mene. Žive vo mene. Isuse. Еве повторно во нашата програма, почитувани гледачи, пред да судјаеме, сакам да ви ја покажам и да ви ја повторно рекламирам ова книга «И љадници ке паднат». Интересна книга, ќе ја прочитате во еден здив како роман, бидејќи зборува за еден човек кој бил мобилизиран во 699-та единица пионири, елитна единица на Хитлер, која градела мостови во првите борбени редови. Заради своето верско убедување бил под сомнение кај предпоставените, сепак на крајот стекнал почит во својата единица. Пред да биде испратен во Русија, каде што од 1200 луѓе на баталионот ќе загинат сите освен 7. Решил тајно да се ослободи од својот пиштол, плашејќи се како најдобар стрелец во единицата да не дојде во искушение да го употреби. Прочитајте ова книга, ви ја препорачуваме да ја набавите по солидна цена. Ефтина е книгата, но ќе ве охрабри и ќе ве поттикне да навистина бидеме верни и денеска во ова време или не време. Книгата го опишува неговиот живот на бојното поле, а од друга страна го опишува животот на неговата сопруга со децата, како обстојува, како преживува во Германија за време на Втората световна војна. Значи, ова книга «И љадници ке паднат», возбудливо искуство на еден војник и на неговото семејство. Доколку и вие сакате да ја проучувате Библијата по дописен пат, еве ви ја нудиме повторно дописната библиска школа во електронска верзија Библијата зборова.мк. Одеме сега да ја видиме и самата реклама. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Еве, полека дојдовме и до крајот на ова наша денешна програма, почитувани гледачи, програма која емитуваме секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Пред да се одјавим, би сакал да ви спомнам дека овој викенд кој е пред нас, сабота, во Кавадарци ќе се одржи собор за сите адвентисти од Македонија, па и за сите пријатели, симпатизери во салата на киносалата во Кавадарци или во Домот на културата со почеток во 10 часот предпладне, а попладне во 15 часот. Ке биде организирани заеднички ручек за сите присутни, така да не грижете се, дојдете слободно. Се надеваме дека времето ќе биде добро, ќе имаме специјални гости. И веќе спомнам дека со свое предавање ќе има Вилно Методиева, психолог од Неготино. Потоа ќе биде гостин Дон Милер од Америка и Алберто Вргоч, и тој ќе има настап од неколку минути, а главната тема ќе има Владо Хавран. Насловот е семејството како сигурна база. Ви препорачувам и ве поканувам да дојдете, ќе има и убава одбрана духовна музика, значи се гледаме во сабота во 10 часот во киносалата на Домот на културата во Кавадарци.
Ви посакувам секое добро, почитувани гледачи, имајте благословена седмица и скористите ги овие се уште топли денови кои се пред нас и ви закажувам нова средба во петок, повторно во 9 часот. А до тогаш останете со здравје. Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на радио Глас на надежта. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо од студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на радио Глас на надежта. Се гледаме.